Почитувани, криминалите и законските прекршувања на омилениот играч и рекетар на Заев Ден Дончев немаат крај. Дончев е вплеткан во бизнис мрежа која се протега од Струмичко Муртино преку Мелбурн во Австралија до Манчестер во Англија, во која се поврзани фирми од кои тој земал милиони, додека истовремено директорувал со Фондот за здравствено осигурување на Македонија, обелоденува неделникот Фокус. Според информациите кои медиумот ги добил од страна на надлежните органи, Дончев лани во период од само 6 месеци примил 3.120.006 денари, односно над 50.000 евра од страна на австралиската Мегантик, кои се исплатени од страна на фирма со исто име од Струмичко Муртино, чие седиште, верувале или не, е во деловниот центар Глобал. Парите кои Дончев ги примил за време додека бил директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се земени во спротивност на членот 44 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Дончев де факто и де јуре го прекршил законот кој е дециден дека избрано и именувано лице за време на траењето на неговиот мандат е должно да ги почитува правилата на неспојивост на функцијата која ја врши со други функции или дејности, но и јасно прецизира од што смее, а од што не избрано и именувано лице да остварува дополнителни приходи. Хонорар или плата за консултантски услуги не се меѓу нив. За нелегалните активности на Дончев е известено јавното обвинителство, но реакција од таму нема. Јавното обвинителство, иако известено, свесно дозволило Дончев да продолжи со нелегалните активности. Компанијата од која Дончев земал пари рапидно го зголемила својот приход во 2019 година, време кога Дончев е директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, за разлика од 2013 година, кога истата била формирана. Имено, во 2019 година, кога им исплатила пари на Дончев, истата остварила приходи од 25,5 милиони денари, за разлика од 2013 година, кога имала само 3,5 милиони денари приходи. Го повикуваме јавното обвинителство на Русковска да се разбуди од зимскиот сон и да почне да си ја работи работата. Доколку не го стори тоа, да знае дека е соучесник во криминалот на Дончев, зашто ќе има одговорност кога ќе се воспостави правната држава и владењето на правото во Македонија. Дополнително, ги охрабруваме сите надлежни органи, како антикорупцијска и другите институции, да продолжат со своите активности во утврдување на нерегуларностите. Одговорност мора да има. Ви благодарам на вниманието.